Тимовите на ученици од Основното училиште Малина Попиванова од Кочани и Средното Здравко Цветковски од Скопје, заедно со менторите по предметот информатика, ги изработија најдобрите веб страници за нивното училиште од пристигнатите 19 апликации и беа прогласени за победници на надпреварот. Наградата им беше доделена во Скопје и им ја врачи министерот за образование и наука Спиро Ристовски. На објавениот јавен повик за аплицирање во Министерството за образование и наука за најдобра училишна веб страна, предметниот наставник по информатика во Основното училиште Малина Попиванова Сања Тодорова, заедно со ученичката тогаш во 9-то оделение, Моника Тодорова, изработија училишна веб страна, каде што бевме информирани дека сме влезени во трите најдобри училишни веб страни. На вчерашната презентација, убедливо, без никаква дискусија, формираната комисија од страна на Министерството за образование и наука, Министерството за информатичко општество, Факултетот за информатички науки и Бирото за развој на образование, а училишната веб страна на Основното училиште Малина Попиванова за категорија основни училишта изберена како најдобра во Република Македонија. Професорите велат дека учениците покажуваат особен интерес да осознаат и стекнат нови знаења и напредуваат во областа на информатиката. Приликата да се детектираат талентираните за програмирањето и веб дизајнот е да им се помогне во насочувањето во понатамошното образование. Примерот, велат од Министерството за образование, треба да го следат и другите ученици, бидејќи се работи за сфера која што е дефицитарна со кадар и која обезбедува брз, личен и професионален напредок. Ценам дека овој надпревар за најдобра училишна веб страна е одлична прилика да се детектираат првенствено талентираните ученици од областа на програмирање и веб дизајнот, да им се помогне во насочување при понатамошното образование. Победничките училишта за освоените први места беа наградени со по една интерактивна табла. Новиот повик за учеството на надпреварот е објавен на страната на Министерството, а ќе трае до 31 мај 2017 година.